повеќе години, значи за да им дадеш пари, да речеме, не знам, 50.000 евра, они треба да кофинансираат 5, не ги наоѓаат ни тие 5. Дали е заради непродуктивно трошење, дали заради незнаење на планирање на буџет, па ги немаат ставките на буџетот во буџетот на време. Значи не навлегувам зошто, меѓутоа реалноста е дека ако сакаме да работиме со сите нив, треба да им ги дадеме сите опции. Дали ќе биде in-kind contribution, дали ќе најдат простори, дали ќе ги групираме на регионално ниво, па секоја да даде по нешто, или во зависност од тоа што го имаат како буџет, да видиме која општина може да даде повеќе, а да речеме хабот да е сместен во помалата. Значи треба да размислиме на сите. Треба да им бараме нешто. Не, затоа дека треба да им бараме. Да. И мислам дека не треба да останеме само на домашните институции, пошто како што кажа Јован, и владава нема баш не знам премногу средства. Значи мислам дека треба да се обидеме хабовите да бидат поддржани и од меѓународни институции и организации, меѓутоа и од вакви платформи како што е Let's Fund It и оваа втората Fundrabeam не профункционира толку како Let's Fund It, мислам. Или грешка се. И остана. Ама некој таков тип на краудфандинг платформи кај што може да се обезбедат дополнителни средства за да хабовите имаат така наречена структурална поддршка. За да може да не се мислат на кој начин ќе ги платат сметките во објектот, на кој начин ќе купат хартија за печатење или лаптоп или печатач. Значи треба да размислиме, да речеме во рок од наредните 3 години, на кој начин можеме тие да ги поставиме стварно на солидна основа за да можат долгорочно да се финансираат. Повеќе пати се говореше за обуки за јакнење на капацитети, за основање на бизниси, за правни совети и така натаму. Мислам дека малку треба да обрнеме внимание и на мотивирачки обуки или обуки за јакнење на самодовербата. Затоа што проверуваше низ целиот документ дека во голема мера жените или се плашат да почнат сопствен бизнис, се плашат од неуспех и така натаму, затоа мислам дека еден дел од мерките треба да опфаќаат и таков тип на обуки за дали ќе биде тоа во рамки на постојните обуки, да речеме за правни работи, па да се метне 1-2 сесии кои што ќе бидат за јакнење на самодоверба или ќе бидат посебни обуки само за јакнење на самодоверба, не навлегувам, меѓутоа мислам дека обуките не треба да ни се толку тесно дефинирани во препораките кои што ги даваме. Нешто што сега од дискусијава излезе, што може би било олеснителна алатка за реализирање на сите овие легислативни промени е да се обидеме да креираме лоби група во собранието. Значи имаше веќе неколку такви лоби групи, дали за зелена агенда, дали за борба против ХИВ и давале резултат. Значи јас додека бев во собрание, бев председател на лоби групата за борба со ХИВ и успеавме на неколку пати и да направиме измени на законски акти, меѓутоа и да направиме измена на буџетот, односно да обезбедиме дополнителни средства за лекарствата кои што им се потребни на лицата кои што живеат со ХИВ, кои што пред да се направи измената, да речеме сумата која што се одделувала за таа намена била 3 милиарди, се качи троструко на 12 милиарди. И мислам дека правење на таква лоби група, кога зборам лоби група, само да не се разбереме погрешно, мора да биде од сите партии. Значи да не се фокусираме да собереме 5 луѓе од иста партија. Да. Дали ќе бидат само жени, дали ќе примиме и мажи, тоа исто така може да се разговара. Меѓутоа мислам дека таква една лоби група да се формира уште во првата година ќе помогне да овие институционални законски измени се донесат полесно. Жени многу потешко се решаваат да ризикуваат, а секое предприемништво представува одреден вид на ризик на средствата кои што ќе ги инвестираш. А жените малку имаат пристап до средства, тие
имаат многу помал, да речем, гемблерски не, како е гемблерски на македонски? Коцкарски. Имаат помалку коцкарски дух и поретко се решаваат и семејните фондови, да речеме да ги ставаат да се пробаат во нешто што можеби било успешно. Затоа мислам дека можеби е добро да за почеток работиме и на двете решенија и да има квоти во овие сега што се финансирањата при евалуација, меѓутоа и да има посебен фонд кој што ќе финансира женско претприемништво. Значи да не ги издвојуваме и да мора или едното или другото. Напротив, мислам дека е добро да се тераат двете паралелно, бидејќи оние мерки што веќе постојат ќе биде многу полесно да се воведат квоти во нив. Кога ќе дојдеме до меркава, нели, за да има посебен фонд за женско претприемништво, тука ќе треба да ги најдеме кај се парите у буџетот од кај што сакаме да ги земеме и да ги даеме на жените за претприемништво, и за таква мерка би ни требало минимум 3 години за да успееме да се развие. Заради тоа мислам дека во првата година треба да одиме на воведување на квоти, а како подолгорочна мерка да оди и посебен фонд, да не ги едното да не го исклучува другото. Што побрзо да почне да се работи со средните училишта. Значи не само овие, бидејќи менување потребно е менувањето, нели, на начинот на размислување, тоа што ги учат уште од основно образование, пошто тука ти го става менталниот склоп дека ти ова смееш или не смееш. Меѓутоа, за да се направи измена на програмата за работа на училиштата е огромен и долгорочен процес. И тоа може да ни биде, да речеме, едната линија која што ќе тераме, меѓутоа мислам дека со средните училишта треба веќе од наредна година да почнеме да работиме на јакнење на самодовербата на младите жени да се вклучат во претприемништво.